Следното прашање од Бојан Станимировски и вели дали можеш да ми кажеш нискокалорични кето оброци. Повторно за кето се фативме, али како и да е, Бојан, прва работа, нискокалорични е многу тешко да најдеш во кето исхрана, затоа што самата кето исхрана вели дека 70% од калориската вредност треба да доаѓа од масти, 5% од јаглехидрати, од јаглехидрати и 25% од протеини. Таа е општа прифатена формула и кога би поделил така нутритивните вредности, ќе видиш дека е многу тешко да најдеш нискокалоричен оброк, ради тоа што самите масти како масти, доколку ти треба да ги имаш со 70% вредност во твојот оброк од калориските потреби, тоа значи дека ќе немаш многу малку калории, ради тоа што самите масти по себе се доста калорични. 1 грам масти, например, има 9 калории, за разлика од јаглехидрати и протеини кои што имаат по 4 калории. Една опција, доколку можеби сакаш да имаш оброк кој што се класифицира како добар кето оброк, а при тоа е нискокалоричен, можеш да одиш со почисти верзии на месо, попостни што би рекле народски, тоа подразбира можеби мисиркино месо, можеби пилешко со темно-зелени зеленчуци, така да тоа е некоја моја опција која што јас би ти ја дал во моментов, иако секогаш Google е местото на кое што би можел и повеќе да пребараш. Ако нема многу содржини на македонски, тогаш можеш да пребараш не знам, keto meals, low calorie keto meals и да видиш дали и какви опции ти стојат на располагање.